Се распаѓаат куќите кои кардиологот Жан Митрев ги подари на општина Штип, обвини на пресконференција локалниот огранок на ВМРО ДПМН. Ветувањата на градоначалникот беа дека во куќите ќе се инвестираат дури 800.000 евра за да се претворат во музеј. Меѓутоа до денес нема ништо. Неодговорноста која владее во општината се рефлектира врз безбедноста на граѓаните во Новосело. Овие куќи се распаѓаат и опасноста од нив директно влијае врз граѓаните и децата кои секојдневно поминуваат одовде. Најстариот дел од градот е претворен во буниште и наместо да представува гордост, подолго од една година е срам за сите. Меѓутоа, очигледно е дека ниту општината, ниту владата се грижат за својата историја и култура, а најмалку за сигурноста на своите граѓани. Затоа говори фактот дека се намалени дури 11 милиони денари од буџетот за капитални инвестиции во делот на заштита на културното наследство. Упатуваме апел до општина Штип. Итно да се санираат 4 куќи кои докторот Жан Митрев ги подари на општината. Овие објекти се од исклучително значење за градот, затоа е потребна неодложна реконструкција. Реагираше градоначалникот на Штип Благоје Бочварски. Тие имаа еден обид во време на мандатот на ВМРО ДПМН да на местото на тие куќи се изгради музеј и за жал во тој период тие не можеа да изготват ниту соодветен проектна документација за да се изградат тие куќи и за тој проект воопшто не можеше ни да се издаде градежно одобрение. Ние веќе изработивме сериозна техничка документација која што чини околу 350.000 денари. Со сериозна куќа која што ја добивме на јавна набавка со сите лиценци потребни за проектирање на таков тип на објекти, имаме издадено градежно одобрение и сега останува да аплицираме и да добиеме средства за изградба на тој таков тип на музеј. Можам да кажам дека и не беше целосно решено состојбата со земјиштето на тие куќи, бидејќи објектите беа доделени од страна на докторот Жан Митрев, но јас уште неколку наврати со него комуницирав за да успееме да најдеме решение и да го добиеме и земјиштето под објектите, така што го решивме и тој проблем, испроектиравме, односно добивме готов проект, аплициравме до Европската унија и од таму добивме одговор дека во овој момент немаат слободни средства за инвестиција, но најважно од се е дека ние како општина веќе имаме проект со кој што можеме да аплицираме насекаде.